Почитувани гледачи, добро вечер. Понеделничко издание на вестите на ТВ+. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Насилството врз жените мора да запре, е пораката од денешната трибина. Дневните центри го одбележа меѓународниот ден на лицата со попреченост. Успешен викенд за кошаркарите, одбојкарките и ракометарките. Стави крај на насилството врз жените и семејното насилство е насловот на трибината која што се одржа денеска, а ја организираше организацијата Рурална коалиција Куманово во соработка со иницијативата Антико. Настанот е во рамки на меѓународната кампања 16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња. Во пораст е психичкото насилство врз жените, но и економското, особено врз жените од руралните средини. Беше истакнато на денешната трибина на тема Стави крај на насилството врз жените и семејното насилство во рамки на меѓународната кампања 16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња, која што ја организираше организацијата Рурална коалиција Куманово во соработка со иницијативата Антико. На дебатата на која присуствуваа представници од повеќе институции кои имаат удел во креирањето и имплементација на родови политики, беше потенцирано дека локалните институции, чинители треба да преземат соодветни мерки во делот на превенција на семејното насилство. Учесниците на трибината сметаат дека овој вид насилство, вклучително и емоционалното, се најтешки за откривање и препознавање. Факт е, согласно официјалните податоци, дека во најголемиот дел на случаи, односно околу 93% од жртвите на семејно насилство се жени. И тоа секоја втора трпи одредено психичко насилство. Секоја пета одредено физичко насилство, а дури секоја 10 одредено сексуално насилство. Во руралните средини овие податоци се поразителни во однос на урбаните средини, беше кажано на трибината. Преку инсекторските работилници сметаат организаторите на трибината може да се действува позитивно во насока на превенција на семејното насилство преку јакнење на свеста кај жените, бидејќи иако се смета дека се надминати, сепак постојат предизвици и одредени проблеми. На ваков начин, преку седнувањето на иста заедничка маса на сите институции и локални организации, сакаме да овозможиме едно координирано и заедничко действување, а се со цел да се овозможи и соодветно постапување согласно, законот за превенција, заштита, за превенција, спречување и заштита од семејното насилство. Потребни се засилени кампањи и ратификација на Истанбулската конвенција, сметаат од Рурална коалиција, напоменувајќи дека Македонија е една од ретките држави кои ја немаат ратификувано, а која овозможува заедничко делување на институциите и превенција на семејното насилство. Гостилница опуштено кај нас беше настанот со кој корисниците на Дневниот центар за лица со посебни потреби денеска го одбележа меѓународниот ден на лицата со попреченост. Со музика и кулинарско надпреварување покажа дека треба да се гледаат сите нивни квалитети, а не само нивните пречки. Со настанот под името Гостилница опуштено кај нас, денеска Дневниот центар за лица со посебни потреби го одбележа меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември. Настанот е дел од проектот Продолжено моќно образовно партнерство, кој се реализира со подршка на Министерството за труд и социјална политика и општина Куманово. Корисниците на Дневниот центар заедно со суммина волонтери за настанот приредија музички точки, но и кулинарски надпревар, со кој сакаат да покажат дека треба да се гледаат сите нивни квалитети, а не само пречките. Настанот се нарекува Гостилница опуштено кај нас. Тие ни припремија неколку точки, меѓу кои музичка точка и надпревар во брза кујна, така да корисниците на Дневниот центар ќе имаат прилика да ни ги покажат нивните кулинарски способности и присутните гости да ја дегустираат нивната изворедна храна. И во оваа прилика би сакала да упатам јавен повик, апел до сите гостители во нашиот град, доколку сака да ангажираат вакви лица, да бидат дел од нивниот персонал, да слободно да ги контактираат, бидејќи тие како се способни да работат и треба да ги гледаме нивните способности, а не само нивните пречки. Дневниот центар за лица со попреченост денеска го посети и првиот човек на градот Максим Димитриевски, кој вели дека самите дела покажуваат доволно, со оглед дека има сериозен резултат кај корисниците. При тоа се заблагодари на родителите и волонтерите за реализацијата на проектот. Самите дела покажуваат многу.
некои од овие наши сограѓани кои што денеска се тука, ги познавам многу поодамна и гледам дека има сериозен резултат. Затоа ја користам оваа прилика да се заблагодарам првенствено на посветеноста на родителите, но и посветеноста на сите вас кои што учествувате во реализација на овој проект кој што се одржува и општината дава несебичен допринос како и Министерството за труд и социјална политика. Воедно сакам да искажам дека имаме голем број на наши сограѓани кои што имаат потреба да посетуваат вакви дневни центри, но за жал општината не поседува доволен финансиски, материјален и просторен капацитет да даде еднакви можности на сите наши сограѓани од оваа категорија на сограѓани. Градоначалникот апелираше до централната власт со заеднички сили да креираат поголем број вакви проекти во делот на давање еднакви можности на сите граѓани. Според податоците на Светската здравствена организација, повеќе од 1 милијарда луѓе во светот живеат со некој вид хендикеп. Ова одговара на околу 15% од светската популација, додека во Македонија се проценува дека 10%, односно 200.000 жители, живеат со некаков вид на попреченост. И порака наша вчера го одбележа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Корисниците на дневниот центар делеа календари за нова година кои што сами ги изработиле. Корисниците на услугите на дневниот центар порака наша вчера во трговскиот центар делеа календари кои сами ги изработиле за наредната година. Целта на оваа активност е да се одбележи меѓународниот ден на лицата со попреченост. На овој ден обично сите организации, кои што се бават со оваа тематика, го одбележуваат и ги потсетуваат граѓаните, општеството, локалната заедница дека лицата со попреченост се тука, се дел од локалната заедница и се дел од општеството. Наша идеја за овој 3 декември беше да направиме календарчиња за 2018 година, кои што се еден вид на брошура, во која што се содржани сите оние теми кои што ги тангираат лицата со попреченост, со акцент на лицата со интелектуална попреченост. Порака наша, се потруди ова календарче да изгледа убаво. Го делиме бесплатно на нашите граѓани. Во исто време се заблагодаруваме како на нив, исто така и на фирмите кои што го помогнаа печатењето, меѓутоа и сите оние фирми кои што стојат позади порака наша за целото нејзино постоење, пред се за 11 годишното постоење на дневниот центар порака наша. Корисниците на овој начин порачаа дека и лицата со попреченост можат да допринесат во заедницата. Дневниот центар на порака наша, како што споменав, менаџиран од порака наша, постои 11 години, тој е вистински бисер, би рекол, во Македонија, еден од поретките примери кој што е поддржан и функционира со голема финансиска помош, делумна, меѓутоа голема финансиска помош од општина Куманово и граѓаните на општина Куманово. Да, не можам да кажам дека не сме задоволни од онаа како сме третирани од нашите граѓани и во локалната заедница. Ние сме препознатливи, ние сме им благодарни. Мислам дека надминавме во голема мерка од сите оние предрасуди и стереотипи. Тоа се за нас на некој начин минати времења, сега каде да појдеме. Во дневниот центар секојдневно престојуваат 21 корисник лица со различна попреченост над 18 години, а за нив се грижи стручен тим составен од психолози, социолози, дефектолози, социјални работници. Воведение во храмот на Пресвета Богородица, познат и како Пречиста, е христијански празник кој го чествува библискиот настан во животот на Богородица. Приказната вели дека кога Дева Марија наполнила 3 години од раѓањето, нејзините свети родители Јоаким и Ана ја довеле во Назарет, во Ерусалим, за да ја предадат според своето ветување на служба на Бога. Од Назарет до Ерусалим има 3 дена пат, но одеа на богоугодно дело и патот не им бил тежок. Овој празник и денес е актуелен со тоа што укажува на потребата родителите да се заложат за правилно воспитување на своите деца, за осознавање на вредностите на својата вера, но и за одбрана од негативните пороци. Денешниот празник, воведение на Пресвета Богородица во храмот, што народот го вика Света Пречиста или само Пречиста, спаѓа во поголемите есенски празници, кои што се празнуваат и со домашни служби. Исто така спаѓа и во 20 големи христијански празници. Се смета за женски празник и повеќе го празнуваат младите жени, особено оние што немаат деца.
Во Занечискиот дом денеска се одржа промоција на првата книга за говорот на телото на македонски јазик за професор доктор Зендел Абедин Шехи. Говорот на телото е насловот на книгата на авторот професор доктор Зенедил Абедин Шехи, која денеска беше промовирана во Занаечискиот дом. Книгата представува комплетен навигацијски водич за невербална комуникација, односно се зборува за историјата на невербалната комуникација, нејзината природа, еволуцијата на говорот на телото. Абедин, инспириран од препознавањето на намерите на луѓето, одлучил во неговата книга да ги сподели добрите работи од карактерот на секој човек, односно, како што и самиот кажува, секој од нас треба да ги препознае добрите намери во другите, а лошите да ги игнорира. Говорот на телото е на наука каде што го дефинира нашето невербално секојдневие, каде што го практикуваме 90% од нашиот живот, вербалното свесното е 10% нашето секојдневие. Што е невербалното? Го покажуваме преку нашите универзални чувства, преку нашата експресија на лицето, со тага, со среќа, со нашето секој расположение промена во нашето лице, ние умееме тоа да го читаме во луѓето, каде што во нашата книга имавме прилика да го напишеме техники и методи како се проценува да бараме прво добрите намери кај луѓето, не лошите намери. Во делот на книгата авторот пишува како да бидеме подобри луѓе. Неговата перцепција е дека сите сакаме луѓето да не сакаат, да ни веруваат, но ние не им возвраќаме на ист начин. Во делот на книга ги учиме како да ги контролираме нашата линија на нашите вредности и да ги разбираме туѓите вредности и луѓето околу нас. Книгата е еден скромен навигатор како да ги подобриме нашите односи и комуникации со луѓето без разлика на кои професии, дали се работи за новинари, политичари, доктори, професори или млади луѓе. Нешто што ни фали во секојдневието се вистинско разбирање еден кон друг. Зборувам за емпатија, знаете секојдневието емпатија, што е да ги разбереме чувствата на луѓето околу нас. Ако не ги разбереме нивните чувства што ги покажуваат околу нас, може да ги повредиме со нашите несакано неразбирање. И доаѓа до омраза, доаѓа до предразводи, каде што најголемиот проблем се случува пошто не се разбираме еден кон друг. Организатор на промоцијата е библиотеката Тане Георгиевски, Фондацијата за култура и општина Куманово. Професор доктор Абедин Шехи е председател и основач на ЕУ Институтот за менаџмент, право и дипломатија. Тој е човек со огромно искуство во менаџментот, меѓународното право и дипломатијата, но и експерт за говор на тело и комуникација. Секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривични пријави против две лица кои краделе делови и опрема од базни станици на мобилни оператори во Охридско. Станува збор за лицата ЈГ 27 години од Скопско, Мралино и ФС 19 години од Кумановско Агино село, за кои полицијата поседува основи за сомнение дека се сториле на казнено дело тешка кражба. Двете лица на 29 септември оваа година со штрафцигер и со употреба на физичка сила ја отвориле влезната врата на базната станица на познат оператор во Охридското Пештани. При тоа одзеле 3 акумулатори за напојување. Претходно, поточно на 21 септември, двајцата пријавени со подесен налад го пресекле кабелот од базната станица на друг оператор лоцирана во местноста Свети Еразмо, при што дошло до опожарување на истата. Пријавениот ЈГ во периодот од 2014 до 2016 година со подесен налад влегол во базни станици на повеќе локации и одзел акумулатори, кабли, бакарни ленти и гориво за напојување на генератор. Со извршувањето на казненото дело, пријавените се стекнале со противправна имотна корист од 60.000 денари. Кошаркарскиот клуб Куманово ја прекина низата порази на домашен терен, откако викендов со резултат 93-73 го совлада составот на Пелистер во рамките на првата лига на Македонија. Новите засилувања кои од МЗТ пристигнаа во Куманово, Бобан Стајич и Адем Мекеќ, се покажаа како главни носители на играта, а шанса доби и подмладокот на тимот. Следниот надпревар го играат на гостински терен против составот на Шкупи.
Кошаркарите на Куманово на домашен терен остварија убедлива победа против составот на Пелистер во рамките на 8-то коло од првата лига со резултат 93-73. Новото засилување на клубот Бобан Стајич прикажа извонредна игра во својот прв настап во сино-белиот дрес. Одлична игра прикажа и избраниците на Александар Петровиќ кои првите неколку минути од играта направија солидно водство од 10 поени разлика, при тоа не дозволувајќи противникот да постигне ниту еден поен. Веќе по завршувањето на полувремето имаа реализација на 51 поен наспроти 35 на противникот. Убедливата игра на кумановци продолжи во третата четвртина, која ја завршија со 10 поени предност пред гостите од Битола. Шанса да играат на паркетот имаа сите кошаркари на Петровиќ, со исклучок на американецот Грифин Раме, кој поради повреда ќе паузира одреден период. Последните 10 минути од средбата за нијанса подобри беа гостите, односно постигнаа 6 поени повеќе, кои не беа доволни да се направи пресрет во резултатот. Поранешните кошаркари на ИМЗ Скопје Аеродром Бобан Стајич и Адем Мекиќ прикажаа одлична игра. Стајич дебитираше во дресот на Куманово и при тоа постигна 19 поени и 5 асистенции, со што беше најефикасен на оваа средба, заедно со Мекиќ, кој има исто толку поени и 6 скокови. Одлична игра прикажа и капитенот Маријан Јанески, кој има 15 поени, а поголема минутажа на надпреварот доби и подмладокот на Куманово, Ѓорѓиевски, Стојановски, Богдановски и Јосимовски. Во гостинскиот состав со 16 поени најефикасен беше Роберт Луи, а со 2 поени помалку Мико Голубовиќ. Тренерот на Куманово Александар Петровиќ победата ја оцени како рутинска. Пелистер не е ни толку лош колку што изгледа на табелата, меѓутоа видовте дека имаше и добри потези. Пристапот на играчите беше одличен кон надпреварот, без разлика на табелата како стои Пелистер. Задоволен сум, им честитам на победата, тоа е тоа. Презадоволен сум, пред се работи за млади играчи и Стајич, и Мекиќ, и овие кумановските деца, сите што играат, презадоволен сум од пристапот. Куманово со победата над Пелистер ја прекина црната низа и засега по 8-то коло има 4 победи и исто толку порази. Од друга страна Пелистер продолжува со негативниот биланс и нижењето порази. Следниот надпревар кошаркарите на Куманово го играат против составот на Шкупи. Одбојкарките на Куманово забележаа нова победа во рамките на првата лига за дами, откако на гостински терен го поразија составот на Виктори Волеј со резултат 2-3 во сетови. Кумановки моментално се на втората позиција на табелата, откако по 7 одиграни надпревари бележат 5 победи и 2 порази. Со 6 победи и 7 одиграни надпревари, Универзитет Тетово е лидер со 18 освоени бода. Женскиот ракометен клуб Куманово викендов запиша нова победа во ракометната Суперлига, откако на домашен терен го совлада составот на женскиот ракометен клуб Металург. Кумановки немаат време за одмор, затоа што веќе утре вечер го пречекуваат вице-првакот на Европа, женскиот ракометен клуб Вардар. Ракометарките на Куманово викендов славеа победа над Металург со резултат 23-22 во дербито на женската лига. Гледачите во Куманово видоа на вистина интересен надпревар кој изобилуваше со драматични моменти до самиот финиш, а колку ракометарките беа борбени и мотивирани, се гледа и од податокот дека беа досудени 13 пенали и 10 исклучувања. Гостинките отворија со 3 поени, но Куманово на брзина се врати во игра. Сепак на пауза се замина со 9-11 за Металург. Во вториот дел и двете екипи имаа своји моменти, а најчесто се играше гол за гол. Но по 19-19 Бети Петковска даде 2 гола поред за 21-19. Домашните искусно го одржаа водството до крајот, а Јована Кипрејановска го постигна голот за 23-21. Гостинките намалија на 23-22 преку Васка Глигоријадис, но немаше време за нешто повеќе и дуелот заврши со тој резултат. Најдобре во домашниот тим беше Кипрејановска со 7 голови, а 6 даде Пеовска, додека кај Металург се истакнаа Калејџиевска со 7 и Глигоријадис со 5 погодоци. По победата во дербито против екипата на Металург, женскиот ракометен тим од Куманово продолжува со надпреварите во оваа сезона. Противник им е актуелниот вице-првак на Европа ЖРК Вардар. Љубителите на женскиот ракомет ќе имаат несекојдневна можност да проследат надпревар помеѓу ЖРК Куманово и главниот фаворит за освојување на Лигата на шампиони во Европа. Со оглед на разликата во квалитетот, противникот е апсолутен фаворит во надпреварот, но Кумановки нема лесно да се предадат и ќе се обидат да се прикажат во што посветло издание на овој надпревар. Надпреварот се игра во салата на основното училиште Христијан Карпош утре со почеток од 19 часот и 45 минути.
Ракометарите на Куманово викендов забележа пораз во рамките на првата машка ракометна лига на Македонија, откако со резултат 32-28 беа совладани од составот на ракометен клуб Рудар. Клубот моментално бележи 5 порази, 3 победи и исто толку надпревари ги има завршено со нерешен резултат. Претходно на домашен терен не обезбедија победа против составот на Делчево Вардар, откако мечот заврши нерешено со резултат 31-31. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Вонредниот конгрес на ВМРО-ДПМН ќе се одржи на 23 овој месец, одлучи синоќа извршниот комитет на партијата. Во соопштението од ВМРО-ДПМН се наведува дека извршниот комитет одлучил да му предложи на Централниот комитет на следната седница да почне процедура за организирање вонреден конгрес на партијата. На вонредниот конгрес се очекува да биде разгледана најавената оставка на лидерот на партијата Никола Груевски. По обилните врнежи од дожд во текот на викендот, водотеците на подрачјето на општина Крива Паланка се драстично зголемени, а поради излевање на крива река во село Жидилово, поплавена и една куќа во која живеела фамилија со двајца повозрастни членови над 70 годишна возраст. Како што информираат од тамошната дирекција за заштита и спасување, во претходното деноноќие надојдените води на крива река го поплавиле катот на куќата која била населена. Веднаш било интервенирано на терен и на поплавените им било понудено сместување во ученичкиот дом Боро Менков, но сепак тие одбиле да ја напуштат куќата. Крива река имала и мали излевања кај селото Стамболци, покрај речното корито, додека во општина Ранковце нема излевање на реки и поплавени површини. Кривична пријава и притвор за 20 државјани на Албанија вчера поднесе СВР Битола за транспорт на марихуана, хашиш и смола од хашиш од Албанија преку Македонија за Грција. Двајцата се фатени на караулата Лажец Битолско, додека третото лице помагачот побегнал. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, РА и БГ, 45 односно 33 годишен, заедно со уште едно непознато лице откако невластено набавиле опојна дрога марихуана, ја спакувале во најлонски паковки и ја ставиле во две патнички торби од Албанија се упатиле преку Македонија да извршат транспорт на марихуаната во Грција. Во ноќта помеѓу сабота и недела околу 1 часот и 30 минути по полноќ од страна на полицајци на граничниот премин Меджитлија биле забележани во близина на напуштената караула Лажец и на дадената наредба да застанат, тројцата се дале во бегство. По кусо време РА и БГ се фатени во непосредна близина на граничната линија со двете торби со марихуана, додека третото лице се упатило во непознат правец. Од извршената анализа утврдено е дека во торбите има 38 најлонски паковки со марихуана со вкупна нето маса од 38,1 килограми. Во торбите имало и 201 грам хашиш и околу 350 милилитри хашишова смола. Судија на претходна поставка при основен суд Битола на 20 пријавени им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Новата влада е определена кон одржливи решенија во образовниот систем, во кој што досега многу се експериментираше, а најголема штета претрпеа децата, учениците и студентите. Истакна денеска премиерот Зоран Заев на конференцијата Квалитетно образование за раст, резултати и подобра иднина во организација на УНИЦЕФ и Министерството за образование и наука. Нашите ученици учат премногу предмети и имаат лоши знаења, рече Заев. Посочи дека владата преку Министерството за образование и наука почнала со ревизија на наставните планови и програми и на учебниците, како и наменување на законите што се однесуваат на образованието. Македонија посочи е представена во меѓународните студии PISA 2018 и TIMSS 2019, каде се користат тестови преку кои учениците треба да покажат што знаат, но и за практична применливост и разбирање на нивните знаења. Меѓу другото се планира намалување на бројот на предмети во училиштата за учениците да можат да ги истакнуваат знаењата главно таму, за да имаат повеќе слободно време. Фокусот исто така и кон квалитетно средно стручно образование и повеќе пракса. Во високото образование се размислува за пократки студиски програми од 3 години. Буџетот на Министерството за транспорт за следната година е развоен и во најголем дел проектираните средства се расходи наменети за капитални проекти. Тие се позиционирани на ниво од 5 милиарди и 105 милиони денари, за 1,5 милиарди денари повеќе отколку во буџетот во 2016 година, информира денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. Проектниот буџет посочи треба да обезбеди високо ниво на реализација на капиталните инвестиции во делот на гасификацијата, железничката и комуналната инфраструктура. Развојната компонента ни дава очекување за економски раст во 2018 година со акцент на зголемување на учеството на градежниот сектор во бруто домашниот производ. Како што прецизираше Сугаревски, буџетот на Министерството за транспорт и врски во 2018 година изнесува милиарда и 680 милиони денари, односно 26 милиони евра,
а износот на планираните пари за капитални проекти е со задолжување за таа намена. За процесот на гасификација се издвоени 311 милиони денари повеќе од лани. За тој проект појасни утврдена интензивна динамика, но најголем дел од парите се за експроприација, која се јавува како најголем проблем. Времето денеска во Куманово беше облачно со услови за врнежи од дожд и снег, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 4 степени, а минималната -4. За утре метеоролозите најавуваат снег, а ќе дува северен ветер. До дневната температура ќе достигне до 4 степени, додека утринската ќе се намали до -3 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Ви посакувам убава и пријатна вечер, од мене довидување.